Владата ќе доделува субвенции за нови авиолинии, новој пат со променет модел од кој бенефит ќе имаат повеќе патници. Финансиската поддршка ќе се доделува согласно критериумите за рангирање на новите дестинации, па од тука ќе се следи бројот на неделните летови, атрактивноста на аеродромот кон кој се лета, како и бројот на продадени билети. Државата ќе плаќа 9 евра по патник превезен од аеродромот во Скопје, а 12 евра превезен од аеродромот во Охрид. Оној авиопревозник кој ќе добие субвенции е должен секоја нова дестинација, воспоставена до и од аеродромите во Скопје и Охрид, да ја обслужува најмалку 2 пати неделно во секоја од дијата сезоните, според однапред утврден ред на летање. Исто така должен е да изработи план за промоција и маркетинг на предложените дестинации, како и на секои 6 месеци да доставува извештај до Министерството за транспорт. За оваа намена владата обезбеди средства во висина од 360 милиони денари. Крајниот рок е 7 октомври, до кога може да се доставуваат барања до Министерството за транспорт. Може да аплицираат авиокомпании кои поседуваат уверение за исполнување безбедносни услови за вршење на јавен воздушен превоз, имаат превезено најмалку 5 милиони патници во 2023 година и имаат остварено профит од минимум 10 милиони евра за истиот период. Владата пред една недела ги усвои сет мерките за зголемување на бројот на патници на аеродромите и најави нова тригодишна програма за финансиска поддршка, што ќе стартува од 1 јануари. Зголемена е поддршката од 7 на 9 евра по превезен патник од Скопскиот аеродром и од 4,5 на 12 евра на Охридскиот аеродром. Со промените во доделувањето субвенции, според ресорниот министер Александар Николовски, конечно ќе се реши проблемот со зависноста на една авиокомпанија. Порталот XU Aviation News неодамна објави дека Визер во четвртиот квартал годинава од Скопскиот аеродром ќе го намали капацитетот за превоз на патници за 22,6%, односно за 125.726 седишта помалку од минатата година. Од Охридскиот аеродром пак бројот на слободни места ќе се намали за 32,6% или 17.858 места. Визер продолжува да го намалува расположливиот капацитет на седишта на речиси сите пазари во поранешна Југославија.